Позволете ми на почетокот да ве поздравам од името на командата на Гарнизонот Кичево и своје лично име. Да ви посакам пријатен песен за градот Кичево и посакам многу успех и среќа во денешниот натпревар. Со ова натпревар ви погласувам за тоа. Владимир Карчитски, уредник на секцијата за Македонија на порталот за автомобилизам kniga.com. Покорпате со нас во студиото пред да почнеме со првата трка за денеска, односно да гледаме стартот на трката во мотоциклистичкото првенство. Какви беа реакциите на деца оглед на тоа дека таму реагира публиката која што ги следи овие настани? Каква беше реакцијата за претходната емисија која што ја изгледавме заедно? Па имаше позитивни реакции, може би најмногу не беше немаше доволно време за монтирање на материјалот, па затоа се одлучивме овој пат репортажата да дојде во понеделник, повеќе време за да се монтира материјалот и полесно да им прикажеме на гледачите Тоа што се случуваше во Кичево. Се надевам дека потрошиме доста време да ја средиме оваа емисија, се надевам дека ќе видиме и дека гледачите ќе го видат тоа што ги интересира. Времето во Кичево не беше баш наклонето за автотрките. Во Кичево беше променливо во петокот, бидејќи јас пристигнав по планински часови, дури беше и сончево. Во неделата на тренингот на моторите и првата дивизија беше сува патека, облачно време, додека за втората дивизија заврна дожд. Мораше и делот на преварувачите да стават. Гледаме моторциклите, тоа беше и првиот настан, главен настан во неделата вчера. Така. Повторно гледам, една дивизија се водеше, ова е трет надпревар во шампионатот на Македонија. Трета и во едно последна трка оваа сезона за мотоциклите. Така, се појавија 12 надпреварувачи во 3 класи. Може да се домашни надпреварувачи. Така, на оваа трка, бидејќи се будеше само за шампионат на Македонија и во авто и во мототрките имаше само домашни надпреварувачи, а инаку може да се каже дека во две категории беа веќе однапред познати шампионите, најдобрите наши моторциклисти Слободан Ивчевски во категоријата до 600 кубни сантиметри и Сашо Николов до 1000 кубни сантиметри, додека единствена непознаница пред трката беше кој ќе биде шампион во категоријата 50 кубни сантиметри. Погледаме постојано во кадрот популарниот Тумац. Неговиот клуб беше доминантен на овој викенд. Да, може да приметиме дека учесниците во најаката класа, 5 учесници сите беа од клубот Тумац. Исто така имаше 20 учесници во класата до 750 и еден учесник во класата до 600 кубни сантиметри. Инаку да напоменеме дека првите 3 кругови беа возени со сейфти кар, бидејќи беше времето многу ладно. Мораше да се загреат гумите на мотоциклите од безбедносни причини, а целата трка траеше 12 кругови. На стартот во класата, во најинтересната класа, кај што се одлучуваше шампионот, предност имаше Владко Саздовски, меѓутоа Ненад Спасич Чузев успеа да го преземе водството и се до крајот да остане на првото место, со што освои шампионската титула. Го спомнавме Тумац, популарниот Тумац Сашо Николов. Нема конкуренција во Македонија на нашите патеки. Па спомнав дека тој и Слободан Ивчевски најпрофесионално од нашите надпреварувачи го сваќаат овој спорт, имаат настапуване сега на балканските простори да видат таа конкуренција. Има најконкурентен мотор, има големо искуство и сосема очекувано извози најбрзите кругови. На тренингот имаше повторно време со 1 минута и 6 секунди, што беше воедно и најбрзо за овој викенд. Додека на трката поради полошите услови неговото најбрзо време беше 1 минута 10 секунди и 141 единица. Во моментот кога тој ја помина целта, има добар мотоцикл, неговата Ямаха чини некаде околу 15.000 евра. Во минатата емисија зборувавме за автомобилите, сега ќе зборуваме за мотоциклите. Дали се тоа
доволни средства да се биде конкурентен и вон Македонија? Па, може да се каже, меѓутоа во оние така наречени туристички класи, значи во најпрофесионалните не е, сепак рековме и за автомобилите, и исто важи и за моторите, и за картинг спортот, ова е скат спорт и потребни се многу средства за да се достигне на приближно до професионално ниво. Видовме прогласувањето во категоријата до 600 кубни сантиметри или само дел од прогласувањето? Така, на Ова се првото место 600 кубни сантиметри беше Слободан Ивчевски, второ место Саша Макаловски, трето Југослав Милошевски. видовме и до 750 Таму кубни сантиметри. Прв беше Ненад Пасич, како што рековме, пред Славко Саздовски и Ивица Јакимовски, додека во најсилната најсилната класа категорија. победник беше Саша Николов, пред Дејан Динковски, Ненад Симуновски, на четвртото место заврши Синиша Славковски. Наред се автомобилите и прегледот на случувањата во дивизијата кај автомобилите, односно во двете дивизии, во двете трки кои што се возеа овој викенд. Ова беше првата во славата, да речеме, конкуренција според западнината на Така, значи жирито на надпреварот одлучи, бидејќи имаше 28 автомобилисти, да ги подели на две дивизии. Во првата дивизија ги видовме класата 1, значи популарните југовци. На старт од првото место имаше Виктор Давидовски, пред Игор Стефановски, најголемите конкуренти за победа на оваа трка. На третото место беше Наковски, потоа стартува Горан Јачев, повратникот екс-шампионот Тодор Силовски, Никола Попевски, Александар Љубовчевиќ, Милето Пузовски, уште еден повратник, Небојша Пепеларовски, дебитантот Јован Цветковски, потоа помладиот од браќата Јачев и Дарко, Јанош Маџар и Борис Кривошев. Споменавме за моторциклите, ќе напоменеме уште еднаш дека има сеќа автомобилистите, затоа што времето, иако беше лошо во саботата, сепак во неделата патеката беше сува и има можност да ги покажат можностите, своето знаење на патеката. Така, во оваа дивизија и во саботата и во неделата патеката беше сува и така не може да се возат со така наречени слик гуми. Во оваа дивизија не дозволува правилникот, така да нема избор. Сите стартуваат со гумите со шара. Со шара, со дизајн. Четвртата трка ќе се одржи во Скопје. Таа ќе биде и последна трка во македонскиот шампионат во автомобилизам на кружни патеки. Закажана беше за 10 и за 11 ноември, но вчера слушнавме нешто додека бевме за време на трката од официјалните лица. Ова е само да напоменеме моментот во вториот круг, кога двајца давковски колеги Дарко Јачев и Небојча Пепеларовски има контакт. За среќа без поголеми последици возилата, но мора да се откаже. Белото југо ќе остане на патеката, за разлика од минатата емисија. Во ова мислам дека ги имаме сите клучни моменти. Само да довршиме мислата од пред малку. Дали ќе се одржи четвртата трка во предвидениот датум или можеби ќе биде поместена за порано поради временските услови? Видовме вчера, бидејќи во саботата вечер во Кичево наврна снег, организаторот Кастрол Примо Рейсинг требаше да одржи оваа трка уште во јуни, меѓутоа ја одложи за 11 ноември во Скопје. Последната информација дека оваа трка ќе се одложи во Кичево, меѓутоа датумот дали ќе биде за 2 недели или за 3 недели ќе дознаеме наскоро. Сите љубители на автомобилизмот на време ќе бидат информирани. Погледаме врвот на оваа колона од возила. На почетокот и постојано во водство до еден одреден момент беше Давидовски, меѓутоа успеа да го загуби лидерското место, а со тоа подоцна и да ја загуби и трката. Во двете дивизии со автомобили се воза 18 кругови. Пресвртот во оваа трка се случи во 9-тиот круг, значи на половина од трката, на старт на целната рамнина. Стефановски, како тоа е нагледано, беше набранит за Давидовски, го помина и до крајот него препушти водство. Тоа е за него прва трка која заврши оваа сезона, бидејќи на минатата трка во Скопје се откажа, на првата трка не настапи во Краљево.
така да ги освои своите први 10 поени. Видовме за момент две возила, првото е она предходното, белото југо, кој што веќе од Белото претходниот е круг се Југо на Nebojša Популаровски. На третото место гледаме постојано, може да се каже, извоза соло трка Владко Наковски, исто како во Скопје. Четвртото место долго го држеше Горан Јачев пред Никола Попевски, меѓутоа Попевски успеа да го преземе четвртото место и на крајот да заврши како четврти, додека повратникот, значи, напокон Тодор Силовски после 5 години се враќа на патеките, има две шампионски титули во класата 1400 кубни сантиметри. На тренингот успеа да извади покрај проблемите пето стартно време, на стартот падна на седмото место, меѓутоа до крајот на трката се едно солидно возење, константно успеа да стигне до петото место. се уште трае битката, се уште на првото место се наоѓа Давидовски, зад него Стефановски. Така, значи имаше повеќе дуели, интересна трка, можевме да гледаме овој пат во Кичево и во двете дивизии. Како реков, за првото место, за четвртото, за петото место, исто така и за последните две места имаше борба. Може да напоменеме карактеристики за патеката, дека е долга 2050 метри, за разлика од Скопската, која има шикани, тука нема никакви шикани, затоа се постигнуваат многу поголеми просечни брзини, така. Ова е веќе моментот кога го немаме инсертот од старт на целата рамнина, меѓутоа го имаме моментот кога веќе е пристигнат Давидовски од страна на Стефановски и од тука до крајот на трката успеа значи практично 20 да добија по половина трка, оној вториот поважниот дел го доби Стефановски. Така. И ова е моментот. Ова е еден момент кога после дуелот на двајца дебитанти на кружни патеки, членот на Студентски автоспорт Александар Љубовчевиќ во дуел со Јован Цветковски од автомото друштво до Ѓорѓе Наумов. Реприза на ситуацијата. Невнимание на возачите и настрада најмногу возилото на Nebojša Популаровски, тоа беше како по патеката. Оставено на патеката. За жал и вакви моменти има на трката. Во мотоциклистичкото првенство беа решени победниците, тоа кажавме, заврши првенството. Тука останува уште една трка до крајот. Каква е ситуацијата во оваа категорија? Во оваа категорија води Виктор Давидовски со 18 поени, пред Владко Наковски од Проспорт со 16 поени. Видовме вчера едно трилер сценарио во Формула 1. Се уште не го знае победникот, доколку се жали Мекларен на температурата на горивото на Вилијамс и на БМВ, може да има и промена значи може победникот и да ја загуби, Кими Рајконен може и да ја загуби титулата. Какво е сценариото овде во ова првенство за последната трка во сезоната? Теоретски постојат можност шампиони да бидат со 9 поени и Горан Јачев и Никола Попевски, меѓутоа реално дано доколку Давидовски и Наковски завршат трката, помеѓу нив се одлучува шампионот. Стефановски може да се надева на шампионската, на одбрана на шампионската титула, само во случај да овие двајца не ја завршат трката. Ова е последниот круг. Конец судија го означува крајот на трката. Мотоциклите ги видовме, го видовме прогласувањето веднаш по почесниот круг, значи откако завршија трката, на преварачите сврта за публиката уште еден почесен круг, нови честитки за првата завршена. А ова е моментот кога победникот му ја оддаде последната почит на Тоше Проевски, му ја победата. Не верувам дека ќе помине некој спортски настан во Македонија без да се сеќаваме на големата македонска икона. Така е, за жал, прерано починат Тоше Проевски беше дадена достојна почит на овој надпревар. Сите возело негова чест. Ова е стартот на втората трка.
одличен старт на Јаневски на почетокот, го презеде водството и успеа да остане на лидерската позиција до крај. И проблеми со конкурентите. Според времењето што Киевски беше на пол позицијата, кој вози во класата 5 член на автомото друштвото Мак Петрол. Овој пат веднаш зад него Ѓорги Данилов на втора трка со новата Honda Civic Type R. И на стартот бајцата остана како што беше на пол позицијата, задни два Александр чисто така во нивна конкуренција, Никола Корданов во класа 2630 метри по, Владимир Гнушевски во класата 2, Игор Богатиновски од класата 4, Тони Велевски од класата 5, Марија Велковски од класата 2, Орхан Ахмет класа 3, Тео Костовски, бидејќи имаше едно изгубување во саботата, не стартуваше на трката. Дејан Георгиевски од класата 4, на 11-то место беше на старт. Сликови на тренингот од оште можеше да постигне 4-кратниот шампион на Македонија подобро стартно време. Дури од 12-то место стартуваше пред Југослав Милошевски, така класата 3. Единствениот представник на оваа трка во класата 6 беше повтор на Лјоша Стефани, иако имаше најави дека се пријават и други надпреварувачи, додека последното стартно место имаше Атанас Крушевски во класата 4. И оваа трка исто така се бодуваше само за домашниот шампионат и туку имавме само домашни надпреварувачи. Така. Иако имаше најави од Србија и од Црна Гора дека ќе дојдат учесници, што приватни причини, што други причини не дојде така наречени странци интернационални надпреварувачи, така да остана и се бодува само за домашната конкуренција. Клучниот момент во оваа трка беше деветиот круг, ако не се лажам, постојано Јана Киевски го имаше со конкурент зад петиците, односно набрани, како што се вели по автомобилистичкиот речник. Колку се разликуваат овие две Хонди? Минимални разлики се и можеше да се види на оваа трка дека на ваква патека постојано 9 кругови, значи Данилов беше зад Јана Киевски, чекаше грешка на конкурентот, меѓутоа грешката ја направи самиот тој. Во 9-тиот круг излета малце во тревата, дека се врати на патеката и до 4-5 секунди, меѓутоа веќе немаше никаква можност да се пробие на првото место. Ако добро забележа во резултатите, Данилов го имаше и најбрзиот круг. Најбрзиот круг го имаше до средина на патеката, така. Меѓутоа понатаму Јана Киевски во предпоследниот круг го постигна најбрзиот круг на оваа трка, односно 1 минута 10 секунди и 44.000 дела за секундата, додека Данилов имаше 1 минута 10 секунди и 372.000 дела за секунда. После деветиот круг веќе почна да станува интересно во другите класи, значи во класата 2 поради проблемите на Владимир Тимушевски и Марио Велковски лесно победи. Во класата 3 го видовме најголемиот дуел и најголемите аплаузи на крајот ги собра така, Благоје Димитровски. Во последниот круг успеа да го помине. На стартно целата рамнина на влезол во последниот круг. Едноставно Димитровски најверојатно не знаеше дека има шанси, меѓутоа кога го виде во своје видно поле својот конкурент, откако ги престигна 10 останати преварувачи, се пушти во потера Корданов и за неколку кругови капедно го намалуваше неговото водство. Едноставно неговото се покажа дека и на оваа патека има многу голема предност на ваква сува патека. Патеката во Кичево, колку е таа добра како патека, колку треба многу да се работи на нејзе, да се осовременува, да се реновира, меѓутоа дали пружа услови за добри услови за тркање, споредбено со други патеки на други места од ваков калибар? Па, шампионатот на Македонија во автомобилизам на кружни патеки се организира од 1995 година. До сега е возено на 4 патеки. Првата импровизирана патека беше во Пробиште, меѓутоа последните години престана да се вози. Два пати е возено слично како во Скопје во
градска трка по, значи, булевари, по улици на градот од Евгелија, меѓутоа од она што го имаме во Македонија, патеката во Кичево е најомилена. Не преварувачите затоа што нема тротоари, нема бандери. Какви се нема коментарите на житари. гостите кои што се надпреваруваат тука за патеката? Па одамна нема дојдено гости од странство, може би Со оглед на 6-7 тоа дека години. со оглед на тоа дека одамна ги следиш овие Да, бидејќи се уште оваа трка не е влезена во некој меѓународен шампионат, затоа и нема толку често гости, доаѓа порано и не преварувачи Моментот Југославија. на прогласувањето. Почнуваме редоследно. Во класата 1, прво место Игор Стефановски, Автомотоклуб Скопје, второ место Виктор Давидовски, Кастрол Приморейси, трето место Влак Танаковски, Кастрол. Втората класа, реков Стево Костовски не стартуваше, така да членовите на Кастрол Филмов ги заземаа првите две места, Марија Велковски, Владимир Димушевски на 26. Другата, трета класа, втора победа пред на Димитровски, од Автоклиника, пред Орданов Скопје и Југослав Милошевски од Конеспорт, Димитровски на 20 поени, Милошевски единствени на теоретски шанси со 12 поени да стигне до шампионската титула. Дејан Ѓоргиевски беше единствен што ја заврши оваа трка, исто така член на Автоклиника во класата 4, додека во класата 5 Блаже Јанакиевски, Ѓорги Данилов од Кастрол Пример, третото место во свој Александар Ѓорѓевиќ од Автомотоклубот од Спорт Кони. И сениор надпреварувач во оваа категорија над 2000 кубни сантиметри, Алјоша Стефани. Од Автомотоклубот домашни. Ова е пласманот на клубовите, на тимовите. Автомотоклубови, автомотодружишта, прво место организатор од Кастрол Приморейси, на второто место Автоклиника Спорт и на третото место Скопје. Карчицки, уште еднаш благодарност за учеството во нашата емисија. Се надевам и на понатамошна соработка и на многу добри коментари од публиката на вашиот сајт. Благодарам за поканата, се надевам и дека во иднина ќе се работува. Почитувани гледачи, тоа беше преглед на третата трка во автомобилистичкото првенство на Македонија на кружни патеки и во мото првенството, третата и последна во која се одлучија шампионите. Ви благодарам на вниманието и пријатно.